не ми дадовте целосен и прецизен одговор на моето пратеничко прашање. Ќе очекувам во писмена форма да ги добијам точните податоци. И споменавте дека има недоверба помеѓу позицијата и опозицијата и јас сум сигурна дека вам би е сосема јасно зошто опозицијата има недоверба кон позицијата, но верувајте дека и граѓаните имаат недоверба кон ова влада, затоа што во јавноста пред релативно краток период излегоа информации каде што огромни суми, огромни средства се доделени за стипендирање на студенти во странство, кои што студенти потекнуваат од многу ситуирани семејства и кои што семејства се во можност да си обезбедат плаќање на студиите на нивните деца надвор од државата. Ова ги разочарува граѓаните и нормално е да бидат разочарани затоа што верувајте дека има многу талентирани деца кои што имаат желба и потенцијал да студираат, но за жал нивните семејства можеби не се во можност да им овозможат студии тука во нашата држава. И граѓаните заслужуваат да знаат како се трошат средствата од буџетот и на кои се студенти се доделуваат стипендиите кои што ги доделува Министерството за образование, наука и спорт. Знаеме дека има критериуми и бодови, знаеме дека има формирана комисија, но исто така знаеме дека се формира комисија и по брза постапка, каде што се одлучува за само еден ден, каде што се доделуваат огромни средства, по неколку илјади долари за студирање надвор од државата. Токму поради овие контраверзни информации, поради овие скандали, сосема е нормално граѓаните и опозицијата да имаат недоверба и кон Министерството за образование и кон владата. Очекувам да добијам прецизен одговор во писмена форма и затоа немам сега дополнително прашање. Благодарам. Претеничката нема дополнително прашање, очекува писмен одговор. Третото прашање се упатува до Министерството за труд и социјална политика. Има збор министерот за труд и социјална политика, повелете.